Јас ќе дадам еден уводен збор за втората работилница која што треба да ја спроведеме оваа недела во просториите на Стопанската комора. Со нас денеска и Валентина Стаделова, раководител на секторот за енергетика при Министерството за економија. Јас накратко ќе се осврнам за целта на проектов и оваа втора работилница што ја спроведуваме, се со цел да го заживееме ЕСКО пазарот во Република Македонија. Значи, регионалната програма за енергетска ефикасност, која е финансирана од Европската Унија, а раководена од Европската банка за обнова и развој, во соработка со секретаријатот на енергетската заедница, има за цел да ги поддржи проектите за енергетска ефикасност и тоа за јавно улично осветлување во општините и малите дистрибутивни системи за грејање. Проектот, кој што кажа, е со наслов создавање на услови за имплементација на ЕСКО проекти. Што значи тоа? Тоа значи дека истите се спроведуваат и финансираат од приватни енергетски компании или ЕСКО компании или така наречени фирми кои ќе даваат услуги во енергетскиот сектор, а кои се дефинирани со новиот закон за енергетска ефикасност. Близу до 20 општини во Република Северна Македонија изразија интерес за учествува во овој проект за јавно улично осветлување. Предностите што ги добиваат се заштита на трошоците, подобри услуги за граѓаните и борба против климатските услови. Покрај тоа, општините имаат корист од ресурсите на ЕСКО и тоа, имено финансирањето на ЕСКО проектите, спроведувањето и гарантирањето на изведбата во целост, во цело време и време трајање на проектите е од страна на ЕСКО компаниите. Општините ги отплаќаат проектите преку заштедата на енергија, преку месечни ануитети и по истекот на договорот, целокупната опрема, како и заштедите на енергија остануваат во сопственост на крајниот корисник, а овде се општините. Која е целта на оваа работилница, која што ја спроведуваме на 5 септември, а тоа е во четврток? Пред се од овие 20 општини што ги напоменав, одбравме 5 општини како пилот општини за спроведување на проекти за јавно улично осветлување по ЕСКО модел. Истите во првиот дел од работилницата имаат презентирање на техничката документација за јавно улично осветлување изготвена од страна на општините, и тоа општина Василево, Македонска Каменица, општина Радовиш, Баландово и Чешиново Облешево. Потоа имаме презентирање на основните начела на ЕСКО моделот на договор, тоа е така наречен Energy Performance Agreement или договор за енергетски услуги, кои заедно со помош на Министерството за економија, заедно со правните лица во општините и правните лица од Европската банка за обнова и развој, е донесен до крајна фаза. Потоа иде презентирање на тендерската документација со соодветен број на анекси кои следуваат, се со цел на општините да им помогнеме во тендерската документација и објавувањето на истите. И на крајот имаме исто така ЈПП постапка, односно постапка на објава која што оди по теркот на јавно-приватно партнерство. Се претходно што кажав, до објавата е ЕСКО модел на јавно-приватно партнерство, кој што е за овие месеци, кој што веќе 4-5 месеци целиот проект тече заедно со овие општини. И сметаме дека со ова целокупната документација, значи договорот, тендерската документација, техничката документација и постапката за објавување ја спроведуваме и очекуваме до крајот на месец септември или почеток на октомври истите општини да објават оваа тендерска документација. Воедно на работилницата ќе земат учество и представници од Агенцијата за енергетика и Министерството за економија. И се надеваме дека ЕСКО моделот на јавно-приватно партнерство за јавното улично осветлување во Република Северна Македонија ќе даде поттик на ЕСКО компаниите за нивно учество
веруваме нивниот интерес потоа ќе се насочи и во други делови, како што се малите дистрибутивни системи за грејење и водоснабдување, како и едно нивно учество во финансирањето на јавниот и резиденцијалниот сектор. Тука секако не смееме да ја занемариме и индустријата. Значи, Стопанската комора на Република Северна Македонија, Агенцијата за енергетика и Европската банка за реконструкција и развој ги покануваат, значи, сите заинтересирани фирми на оваа работилница за енергетска ефикасност, заедно со општините и банките, и да земат учество во процесот на тендерирање, односно во процесот на давање на понуди према општините. Истата, како што реков, ќе се одржи на 5 септември, во четврток, во просториите на Стопанската комора на Република Северна Македонија со почеток од 10 часот. Ви благодарам. Благодарам, господин Степановски. Најнапред би сакала да изразам благодарност на проектот што го спроведува ИБРД за укажаната можност за соработка со Министерството за економија, со секторот за енергетика, затоа што во секторот за енергетика практично во изминатиот период го изработивме Законот за енергетска ефикасност, кој што сега е во фаза на предлог закон и за кој почната владината постапка. Во моментот течат меѓуресорските консултации и усогласувања по текстот на предлог законот за енергетска ефикасност. Донесувањето на законот всушност ќе овозможи една рамка за спроведување на овие проекти со кои што се остваруваат енергетски ефикасни мерки, од друга страна се гарантираат заштити, а тоа го прават ЕСКО компаниите. Тие всушност треба да ја проценат потрошувачката на енергија кај во постојниот простор на уредите и на опремата која што се користи, да дадат предлог за воведување на мерки за енергетска ефикасност или мерки за управување со потрошувачката на енергија и врз основа на тоа да проценат и пресметаат колку заштети ќе бидат остварени со примена на тие мерки. ЕСКО компаниите всушност треба да го инвестираат проектот и преку реализација на проектот со намалување на сметките за потрошувачката на енергија да ја остваруваат нивната добивка. Ова е всушност нов концепт кој што треба да се развие во Република Северна Македонија и заедно со проектот на ИБРД, за да ја забрзаме всушност постапката на изготвување и на донесување на потребната законска и подзаконска регулатива, секторот за енергетика отпочна да работи на подготовка на подзаконски акт кој што ќе го содржи всушност моделот на договорот кој треба да биде подпишан помеѓу ЕСКО компанијата и помеѓу корисникот, односно потрошувачот. Ваквиот модел на договор ќе биде задолжителен за јавните органи. Значи, сите државни институции, општините и останатите јавни институции. За да биде полесна имплементацијата и за да биде поскоро донесен овој правилник, отпочната изработката на правилникот со цел, значи, веднаш по донесување на законот да биде донесен и овој правилник, за да можат јавните институции да го користат како модел на договор кој што ќе им ја олесни работата. Истовремено, овој проект ќе развие и тендерска документација за која што подетално ќе биде дискутирана на работилницата која што ќе се одржи во четврток, и таа тендерска документација исто така како модел ќе може да ја користат повеќето од општините, бидејќи сега станува конкретно збор во првата фаза од проектот за изработка на тендерска документација за јавно осветлување на општините.
Таа тендерска документација ќе биде понатаму искористена и за останатите општини ќе можат да ја применуваат во постапка за јавно-приватно партнерство, да изберат ЕСКО компанија која што ќе ги реализира заштедите во соодветната општина. Во следната фаза од проектот очекуваме да бидат изработени други тендерски документации, затоа што моделите на ЕСКО предвидуваат и други видови, значи енергетски услуги кои што може да бидат дадени, значи може да биде дадена услуга за реновирање на јавната зграда на општината, услуга за греење или услуга за ладење, услуга за опрема за вентилација или пак систем за управување со потрошувачката на енергија. Она што е многу важно исто така, што сакам да го нагласам, дека согласно законот, Агенцијата за енергетика ќе има обврска врз основа на законот таквите упатства да ги објави на својата веб страна и да им дава насоки и конкретни упатства на сите јавни органи за да можат да спроведуваат вакви проекти, бидејќи сите проекти за енергетска ефикасност во Европската Унија што се спроведуваат се всушност имаат третман на вин-вин проекти. Тие се добри и за јавните институции, добри се и за останатите корисници, за компаниите од една страна, затоа што се подобрува комфорот, се намалува потрошувачка или просторот каде што се или се влијае на општото добро на корисниците, а од друга страна се намалува потрошувачката енергија и се прават заштеди на буџетските средства. Благодарам.